На почетокот на тридневната национална акција за чистење Генералка викенд, председателката Гордана Силјановска-Давкова, министерот за животна средина Изет Меджити, министерката за образование Весна Јаневска, скопски градоначалници и екоактивисти се собраа кај скопскиот аквадукт, кој со децении е депонија, со цел да го трансформираат во парк. Силјановска-Давкова истакна дека е неопходен договор меѓу луѓето и природата, каде луѓето ќе гарантираат заштита на природата. Ние во правото велиме дека оној кој што е постар има посилни или поголеми права, ама ај да се потсетиме на тоа, први настанале билките, па животните, па луѓето. Луѓето се однесуваат како натрапници во рајот. Може би е добро што почнувате од овде, ова е еден прекрасен аквадукт, замислете од пред 2000 години. Ова треба да биде парк. Ние треба да си ја заштитиме природата, оти штитејќи ја неа, се штитиме себе си, изјави Силјановска-Давкова, додавајќи дека Генералка викенд треба да прерасне во Генералка 365 дена. Министерот Меджити нагласи дека акциите како Генералка викенд треба да станат секојдневие, особено кога станува збор за заштита на културни споменици како аквадуктот. Австрискиот амбасадор Мартин Памер, кој учествуваше во чистењето, истакна дека ваквите акции се важни за имиџот на земјата и туризмот. Акцијата Генералка викенд се спроведува на 29 локации низ земјата, со поддршка од волонтери на Црвениот крст. Организатори се Men and Mountain во соработка со пиваара Скопје, Пакомак, Нула отпад, Шпарка се банка, ЕВН Македонија, Макстил, Бучим Боров дол и германската компанија Костал, а ја поддржаа и локалните самоуправи и Министерството за животна средина. Во четвртокот вечерта, 8 мај 2025 година, во угостителскиот објект Вами на градскиот плоштад во Штип, беше убиен 25 годишен државјанин на Турција. Според информациите од клиничката болница во Штип, тој бил донесен без знаци на живот, со неколку прострелни рани. Полицијата го идентификуваше и уапси напаѓачот, исто така турски државјанин, кој по нападот се обидел да избега со возил. Во текот на бегството, тој ја пробил патарината кај Миладиновци, но бил фатен по кратка потера. Покрај главниот осомничен, приведени се и четворица негови помагачи, сите турски државјани. Обвинителството соопшти дека оружјето со кое е извршено убиството е пронајдено и во тек истрага за утврдување на мотивите и околностите на настанот. Инцидентот предизвика загриженост во локалната заедница, особено поради фактот што и жртвата и напаѓачот се странски државјани. Властите апелираат за смиреност и ветуваат дека ќе се преземат сите неопходни мерки за расветлување на случајот. Амбасадорот на Европската унија во Србија, Емануел Жиофре, изјави дека ја сака Србија како членка, но очекува од Белград да спроведе неопходни реформи и да се ориентира геостратешки кон унијата. Фокусирани сме на Западен Балкан и Србија. Вложуваме политички капитал и внимание тука, тоа е важно за Србија, но и за нас. Пораката е дека ја сакаме Србија во унијата. Сметаме дека Србија може да донесе многу во Европската унија и ни се потребни соодветни услови за да го постигне своето членство, а тоа е спроведување на реформи и промени во општеството што ќе бидат потребни. А гледаме дека многу граѓани на Србија на улиците на Белград и Србија исто така бараат промени и реформи, изјави Жиофре за РТС. Тој додаде дека ја проценува реформската агенда на Србија, особено во области како медиумите и енергетиката. Кластерот 3 е технички подготвен веќе 3,5 години, а сега е на земјите членки да одлучат врз основа на поширокиот контекст. Жиофре истакна дека Европската унија веќе 75 години гради проект за мир, просперитет и демократија и дека Србија може да донесе многу во ЕУ. Тој нагласи дека е создадена можност за проширување на ЕУ и дека планот за раст е да се обезбедат дополнителни ресурси и да се интегрира целиот Западен Балкан во единствениот пазар на Европската унија. Во четвртокот вечерта, 8 мај 2025 година, од оџакот на Ватикан излезе белчат, означувајќи го изборот на нов папа. Кардинал Роберт Превост, роден во Чикаго, беше избран за поглавар на католичката црква и го избра папското име Лав 14. Тој е првиот американец кој ја презема оваа функција, а Ватикан го опиша како втор папа од Америките, по папата Фрањо од Аргентина. Превост е познат по своите ставови за социјални прашања, миграција и животна средина. Во 2012 година, тој изразил критика кон медиумите што покажувале симпатии кон уверувања и практики што се спротивни на Евангелието, вклучувајќи го и хомосексуалниот начин на живот и алтернативните семејства составени од истополови партнери и нивните посвоени деца. Дали овие ставови се промениле со текот на времето, останува да се види. Иако Трамп го слави изборот, на површина излегоа стари објави на Превост со силни критики кон поранешниот претседател. Превост се смета за умерен и се споредува со починатиот папа Фрањо по неговите ставови за мигрантите, сиромаштијата и животната средина. Неговото име е алузија на Лав 13, папа од времето на индустриската револуција, подемот на марксизмот и масовната миграција, кој се поврзува со социјалната правда.
Американскиот председател Доналд Трамп повика на 30-дневен безусловен прекин на огнот помеѓу Русија и Украина, предупредувајќи дека во спротивно САД и нивните партнери ќе воведат дополнителни санкции. Тој истакна дека илјадници млади војници гинат секоја недела и дека е време тоа да престане. Трамп додаде дека САД се посветени на обезбедување мир меѓу Русија и Украина и дека е подготвен да помогне во преговорите. Украинскиот председател Володимир Зеленски изрази подготвеност за примирие и изјави дека Украина е отворена за преговори во кој било формат. Тој нагласи дека 30-дневен прекин на огнот би бил вистински показател за напредок кон мирот. Меѓутоа, Зеленски го критикуваше 3-дневниот прекин на огнот предложен од Русија, сметајќи го за неефективен. Рускиот председател Владимир Путин во меѓувреме изјави дека Русија ќе продолжи со својата воена операција, нагласувајќи дека нема да се повлече без исполнување на своите услови. Тој исто така изјави дека Русија ќе ја постигне победата во Украина. Денот на победата 9 мај беше одбележан со воени паради во Москва, но и со контроверзии и меѓународни критики. Паралелно, западните земји го повикаа Кремљ да ја прекине воената агресија и да се врати на преговарачкиот пат.